Најново издание на регионалните вести, проследете ги настаните кои што го одбележаа денот. По продолжувањето на рокот за легализација на дивоградбите, поднесени се над 1000 нови барања на подрачјето на Тетово. Досега во секторот за урбанизам позитивно се решени 2700. Над 1000 нови барања се поднесени во секторот за урбанизам при општина Тетово по продолжувањето на рокот за легализација на бесправно изградените објекти. Од 7900 барања за легализација во регистерот на секторот, позитивно се решени 2700. Постапката за легализација тече континуално со старите броји, а имаме околу нешто изнад 1000 нови барања кои продолжуваат да не достигнуваат и тие ќе се разработат после 31 март 2016 година, откако ќе се направи комплетниот регистар на новите барања. Од старите барања, од вкупниот број 7900 што ги имаме во нашиот регистар, правосилно решени се позитивно 2700 барања, 5200 се сите процесуирани се, излезе на терен, направен е записник и се работат. Еден известен број има странки што уопште не се јавуваат. Предпоставувам дека тој број на барања што сум претходно на една пресконференција го реков и тоа, дека така ќе изгледа. Луѓето од страв да не им биде нешто на брзина брзале да поднесат барања, а не им било потребно пошто имале одобрење за градба. Може би овој број е зголемен баш заради тоа. Со измените на законот рокот за поднесување барања се продолжи до 31 март годинава, а за оние кои што веќе имаат поднесено барање можат да достават геодетски елаборати до 31 декември, со што се создадоа услови за легализација на речиси сите објекти. Тие што не ги исполнуваат условите, алтернатива е да се рушат. Со новите измени и дополнувања на законот од последните, легализацијата некако се либерализира уште повеќе во корист на неизградените објекти, така да изгледа е решено до крај сите објекти да се легализираат. Ретко некој не спаѓа во група кај што не ги исполнува критериумите за легализација. Дури имаме и законски одредби кај што каже дека објектот може да се легализира и да е на речно корито, само странката да даде изјава дека во случај ако има штети од некои поплави, штетите да ги надомести сам. Се изработуваат разни програми кај што Македонија мора да биде вклучена, например GPS, без да се сите објекти регистрирани и евидентирани во катастар. Тие не можат да ги спроведат сите овие податоци што им треба. Само еден од примерите дека тоа треба да се легализират сите објекти. Тие што ептен пречат, не ги исполнуваат критериумите, алтернатива е да се рушат. Тоа. Меѓутоа, за рушење неколку време наназад има многу решенија, колку има информација од секторот за инспекцијски надзор, дека има дадени решенија за рушење, конкретно до реализација не гледам дека има нешто видно во тоа. Пролонгирањето на рокот за доставување геодетски елаборат за 1 година е направена со цел на граѓаните да им се остави простор, да имаат време за достава на елаборатите, кои се клучен документ во процесот на легализација. А на геодетските фирми ќе им се овозможи полесно да ја вршат работата, бидејќи со стариот рок немаа доволно време да ги изработат сите поднесени барања. Подобрени условите и поголема безбедност за учениците во основното училиште во Гостиварска Горна Бањица. Општината инвестираше околу 6000 евра во поставување на ограда и подпорен зид. Во подрачното училиште Мустафа Кемал Ататурк во Гостиварска Горна Бањица поставена е ограда околу дворот и подпорен зид. Зафатот е направен за поголема безбедност на учениците, заштита од кучиња скитници и автомобили со оглед на тоа што училиштето се наоѓа покрај пат.
Инвестицијата со вкупна вредност од околу 6.000 евра е на општина Гостивар. Немаше оградо училиштето и тука влегува и кучиња скитници, што ризикува животот на децата и на родителите и наставниците и другите. И училиштето е покрај патот, како што рече и директорот, и излегува и децата, и се ризикуваше и нивниот живот. И одлучивме отма да се гради ограда и направивме процедурите и направивме добра ограда и таа ограда ќе им служи на децата, на професорите и на сите граѓани. И од сега нашите деца што учат во ово училиште ќе бидат обезбедени, нема и да им се случи ништо. Сме благодарни на градоначалникот и на вработените на општината кои ни овозможија да се загради ова училиште, која беше еден од приоритетните проекти за нашите деца да се во сигурно место и кога ќе си излегуваат надвор, бидејќи беше голем ризик за децата и беа вознемирени родителите од сигурноста на децата кога ги оставија во училиштето. Од управата на училиштето се пофалија дека со поставувањето на оградата ги комплетирале сите услови за одвивање на наставата. Сите услови имаме и овде како имаме во ова подрачно училиште овои услови, мислам дека во никоја село нема вакви услови. Сега е нашето обврска да работиме повише со наставниците, со родителите и со децата. Во подрачното училиште во Горна Банјица учат 100 ученици од 1 до 5 одделение. За прв пат во Македонија во училиштето Вудро Вилсон ќе се воведе пилот програма за социјална и финансиска едукација за учениците од прво одделение. Меморандумот за соработка беше потпишан денес со Народната банка на Република Македонија. Во просториите на приватното училиште Вудро Вилсон во присуство на гувернерот на Народната банка на Република Македонија Димитар Богов и директорката на одборот на училиштето Елита Маша, денес беше потпишан меморандумот за соработка во областа на социјалната и финансиската едукација. За прв пат во Македонија во училиштето Вудро Вилсон ќе се воведе пилот програма за социјална и финансиска едукација за учениците од прво одделение. Целта на воведувањето на социјалната и финансиска едукација преку Афлатун е да се зајакнат вештините и потенцијалот кај децата од рана возраст за подобрување на светот преку нивното финансиско описменување, кое што станува се поважно во последниве години. Проектот ќе се воведе за прв пат во училиштето Вудро Вилсон, кое што за таа намена одвои кадар, опрема и простории за учениците од прво одделение. Тој ќе биде поддржан и од страна на Народната банка на Република Македонија и Афлатун преку совети, обуки и материјали. Во иднина се планира резултатите од проектот да се презентираат пред Бирото за развој на образованието и другите училишта во земјава, со цел да се зголемат влијанието и интересот за воведување на оваа програма и во другите училишта низ Република Македонија. Две кражби и лишување од слобода на 50-годишен тетовец бележи денешниот полициски билтен. Полицијата работи на расчистување на случаите. Во периодот помеѓу 30 минатиот и 9 овој месец засега непознати сторители извршиле кражба на златен накит во куќата на 25 годишен жител во тетовското село Теново, информираат од СВР Тетово. Во нејасни околности без траги на оштетување ја отвориле вратата од спалната соба на првиот кат од куќата и од комода, која била заклучена, односно од женска чанта одзеле 15 на парчиња разновиден златен накит, додека другиот накит го оставиле и ја вратиле чантата назад. Вчера, кога сопругата на оштетениот ја отворила чантата, забележала дека го нема накитот и ја пријавила кражбата, во која вкупната материјална штета според пријавителот се проценува на 500.000 денари. Извршен е увид и се работи на откривање на сторителите. Кражба се случила и во црква во Тетовско. 60-годишник од тетовското село Радиовце вчера пријавил кражба во црквата Свети Атанасије, која била извршена ноќта помеѓу 8 и 9 овој месец. За сега непознати сторители најпрво го скршиле стаклото од црквата, влегле внатре и од масата за свеќи одзеле 2500 денари, како и уште 1000 денари кои биле оставени на две икони. Покрај ова од плакар во внатрешноста одзеле и DVD, причинувајќи вкупна материјална штета која се проценува на 6000 денари. По извршениот увид се преземаат мерки и активности за целосно расветлување на пријавеното и за откривање на сторителите.
Полицијата евидентира уште еден случај од полицискиот билтен. Имено полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера вечер околу 20 часот во Тетово лишиле од слобода 50 годишен тетовец. При лишувањето и извршениот преглед пронајдено му е најлонско пакување во кое се наоѓале 5 помали пакувања со непозната прашкаста материја. Пронајденото со потврда му е одземено и ќе се вештачи, а по кусото задржување и разговорот со него, лицето е пуштено и ќе се соочи со соодветен поднесок. Почнувајќи од денес, сите граѓани кои претрпеа штети во поплавите од 3 август минатата година треба да пополнат формулар во архивата на општина Тетово. По комплетирање на потребната документација ќе се исплатат проценетите материјални штети. Граѓаните кои претрпеа штети во поплавите од 3 август минатата година на нивниот недвижен и движен имоти кои се во согласно со извештајот на Комисијата за проценка на штети, почнувајќи од денес треба да се упатат во просториите на архивата на општина Тетово за да пополнат формулар како и друга потребна документација со цел извршување на наплата, односно финансиски надомест на настанатите штети. Граѓаните чии имиња се на списокот на Комисијата за проценка на штети во архивата на општина Тетово треба да пополнат и да достават образец за податоци во врска со наплатата на штетата, копија од лична карта или патна исправа, копија од трансакциска сметка за лицето евидентирано од страна на Комисијата за проценка на штети. По комплетирање на потребната документација во краток временски период ќе се исплати настанатата штета. Имињата на лицата кај кои е извршена проценка од страна на Комисијата за проценка на штети од поплавите на 3 август на територијата на општина Тетово, како и потребниот формулар за наплата на штетата се наоѓа на веб-сајтот www.tetova.gov.mk, како и на огласната табла во просториите на општина Тетово. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН од Тетово вчера одржа трибина на која од присутните беа регистрирани идеи насочени кон подобрување на општественото живење во Македонија. Покрај партискиот подмладок гостуваа представници на невладини организации и други гости. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН продолжива со караванот на трибини низ Македонија, кои се одвиваат под мотото на Македонија и треба твојата идеја. За таа цел денес во општина Тетово ќе се одржи трибина на која младите ќе може да ги дадат своите идеи, кои потоа ќе бидат разгледани од специјален тим и доколку се издржани ќе бидат вметнати во програмата на ВМРО ДПМН за престојните избори во април. Исто така ќе бидат промовирани дел од новите мерки за млади, кои веќе ги најави председателот на ВМРО ДПМН, господинот Никола Груевски, и веќе започната нивната реализација. Вечера сме овде во Тетово на 26-та трибина која што организираме како Унија на млади сили. Овие трибини ги организираме поради две причини. Првата причина е да ги прашаме младите луѓе што им е потребно и кои им се нивните интереси и нивните предлози за програмата на ВМРО ДПМН за парламентарните избори во април, но воедно и да ги презентираме сите оние проекти кои што досега се најавени. Како партија досега најавивме 20 проекти кои што се од исклучително значење за повеќе категории на млади луѓе и она што ме прави особено среќен е тоа што токму идеите кои што се досега како проекти најавени потекнуваат од трибини какви што ќе имаме и денеска во Тетово. Затоа очекувам да имаме конструктивна дискусија и да чуеме многу идеи од тетовчани, идеи кои што ќе го подобрат животот на сите млади во Тетово, но зашто да не и во цела Македонија. Она што сакам да кажам е дека ВМРО ДПМН и ние како УМС нема да застанеме тука, ќе продолжиме да одиме од град во град, од општина во општина и да ги слушаме младите луѓе кои им се нивни потреби, ќе продолжиме да сме отворени кон сите оние конструктивни идеи кои што ќе ни бидат дадени. И во иднини се разбира во април месец ќе имаме најобемната и најдобрата програма за млади луѓе во Република Македонија. Со света божествена архирејска литургија во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, во петок ќе се одбележи празникот посветен на светите три ерарси. По повод празникот на тројцата ерарси, светите Василий Велики, Григорий Богослов и Јован Златоуст во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, во петок на 12 февруари ќе се богослужи света архирејска литургија. На литургијата која ќе започне во 8 часот и 30 минути ќе чиноначалствува митрополитот Европски господин Пимен, во сослужение на митрополитот Кумановско-Осоговски господин Јосиф и надлежниот митрополит Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. На литургијата ќе сослужуваат повеќе архимандрити, игумени и свештеници од Македонската православна црква, Охридска архиепископија. На светата литургија активно учество ќе земи и женскиот младински хор Менада под диригентство на маестро Ивица Зорич.
Стотина таксисти и превозници од Гевгелија, откако го завршија мирниот протест на граничниот премин Богородица, се обидоа да блокираат и пругата пред влезот во градот, но беа спречени од бројните полициски сили кои уште од ноќеска биле распоредени на сите критични места, каде што може да се изврши блокада. Таксистите и превозниците најавуваат дека нивниот протест ќе продолжи секој ден во исто време, со блокада на клучните излези и влезови во Гевгелија и на пругата ако успеат. Таксистите бараат да бидат вклучени во превозот на мигрантите според неодамна постигнатиот договор. Причина за протестот е што изминативе 2 дена не се почитува договорот за рамноправен превоз на мигрантите со македонски железници, според кој такси возилата и автобусите би возеле дење, додека возот ноќе. Ќе обезбедиме сместување и третман за сите кои сме обврзани на меѓународно ниво за секој основан барател на азил во Македонија, но во никој случај нема да дозволиме да бидеме претворени во бегалски камп, бидејќи ниту еден мигрант не е дојден во Македонија со падобран, туку се влезени на наша територија од земја членка на Европската Унија. Ова го порача министерот за надворешни работи Никола Поповски во одговор на новинарско прашање, посредбата со неговиот чешки колега Љубомир Заорлек во Скопје. Чешкиот министер истакна дека Прага и понатаму останува на своите ставови за прием на Македонија во ЕУ и НАТО и нагласи дека земјата е во групата пријатели на Македонија. Доживотен затвор му одреди денеска кривичниот суд на Алмир Дрплјанин за убиството на полицајецот Африм Арифи во 2008 година кај ПМФ. Дрплјанин во отсуство беше осуден на доживотен затвор во 2010 година, но по неговата екстрадиција од Косово во јануари 2015 предметот беше повторно вратен во суд. Дрплјанин е еден од тројцата учесници во заседата на Алфите кај Природно-математичкиот факултет во ноември 2008 година, кога животот го загуби Арифи, а двајца негови колеги беа тешко повредени. Останатите двајца напаѓачи, Реджаил Черими и Агим Исмаили во 2010 година, исто така беа осудени на доживотен затвор, а нивниот помагач Рамадан Шаќири беше осуден на 6 години затвор. Грчките земјоделци денеска ќе блокираат грчко-македонската граница кај Евзони од 19 до 21 часот. Според грчката државна агенција АНМП, граничниот премин кај Дојран ќе биде затворен од 17 до 21 часот по македонско време. Граничниот премин Ники или Меджитлија, како што беше претходно јавено, денеска е затворен од 10 до 22 часот. Преминот Промахонас ќе биде блокиран се до 9 часот утре. Преминот Ексохи на грчко-бугарската граница бил отворен доцна синоќа, но денеска од 10 часот повторно е затворен. Грчките земјоделци протестираат против новите пензиски реформи. Премиерот Алексис Ципрас рече дека е подготвен да разговара со нив. Германската полиција го отфрли тврдењето на дел од медиумите во Баварија дека еден од линиските диспечери на железницата го исклучил автоматскиот систем за кочење непосредно пред завчерашниот судир на двата воза кај Минхен. Ваквата информација прва ја објави локалната радиостаница. Во информацијата се тврди дека автоматскиот систем за кочење бил исклучен, за да му се овозможи на еден од возовите да стигне навреме. Представник на полицијата го отфрли ваквото тврдење, нарекувајќи го чиста шпекулација. Истрагата меѓутоа засега не знае зошто вградениот систем за кочење не го запрел возот. Системот автоматски се вклучува доколку еден воз не застане на црвено светло. Најмалку 500 лица загинаа, меѓу кои десетици цивили во офанзивата на силите на сирискиот председател Башар ал-Асад, помогнати од руските напади во провинцијата Алепо, која почна од почетокот на месецот, соопшти Сирискиот центар за наблюдување на човековите права. Центарот наведе дека меѓу 506 жртви има 23 деца, кои загинале во руските воздушни напади врз градот Алепо и околината од почетокот на операцијата на 1 февруари. Тајванската полиција го уапси и го сослушуваше инвеститорот кој го има изградено стамбениот комплекс Златен змеј, што беше целосно разурнат во силниот земјотрес што го погоди во неделата јужниот дел од Тајван. Најмалку 39 лица загинаа само во овој комплекс, додека други две беа најдени мртви во други локации. Околу 300 лица се повредени, а 100 други и натаму се водат како исчезнати. Комплексот Златен змеј е еден од стамбените блокови кој целосно е урнат, иако не е постар од 20 години. Па властите изразија сомневање во квалитетот на градбата и во тоа дали се задоволени сите стандарди за сеизмичко градење.
Истрагата беше отворена веднаш откако спасувачките екипи открија лименки кои се употребувале за пополнување на празнините во бетонските носачи и потпори на урнатата зграда. Истрагата беше отворена иако некои градежни експерти сметаат дека лименките не предизвикале никакви структурни проблеми на објектот. Тајванското обвинителство наложи инвеститорот и двајца негови најблиски соработници да останат во притвор, осомничени за немарност во работењето. Денес имавме претежно облачно време со локални врнежи од дожд, а на планините од снег. Утринската температура се движеше од 0 до 5, а дневната од 7 до 13 степени. Утре не очекува слично време. Облачно со повремени врнежи од дожд и засилен ветер, а на планините со врнежи од снег. Утринската температура ќе се движи од 0 до 4, а дневната од 4 до 12 степени. Со временската прогноза го завршуваме и ова издание на регионалните вести. Имајте пријатен остаток од денот.